Почитувани гледачи, добре дојдовте во интервјуто на Канал Визија. Денеска разговараме со господја Валентина Илиева, почесен конзул на Република Австрија во Република Македонија. Господјо Илиева, веќе 2 години ја извршувате функцијата на почесен конзул на Република Австрија во Република Македонија, па кажете ми што е она што го бараат нашите сограѓани највеќе од вас и зашто се интересираат кога станува збор за Република Австрија? Во почесниот конзулат на Република Австрија се обраќаат наши сограѓани кои што имаат интерес за образование, наука или работа во Република Австрија. Тоа значи дека нашите сограѓани кои што од било која причина сакаат да престојуваат во прекрасната Република Австрија, се обраќаат и добиваат информации. Секако дека конзулатот стои на располагање за одредени конзуларни прашања, но и воспоставување на врски во однос на стопанството, културата и така натаму. Изминативе години постои голем интерес за изучување на германскиот јазик и кај младата и кај повозрасната популација. На што се должи тој интерес? Големиот интерес кај учениците, средношколците, матурантите, студентите, но и дипломираните се должи на можноста да се студира во Република Австрија, но и можноста да се работи или усовршува во таа земја. Учениците во еден голем домен можат да го совладаат германскиот јазик, меѓутоа да се запознаат и со културата и со начинот на живење, со начинот на студирање, на совладување на одредени научни достигнувања. Во Центарот за германски јазик Илиеви, врвниот кадар кој што ги услужува, односно ги држи курсевите по германски јазик за нашите слушатели, а тој врвен кадар се состои од еден доктор на науки, тројца магистри од областа на германистиката и наставниците, ги следи трендовите и ги обавува тие курсеви за нашите слушатели да ја постигнат нивната цел, поточно ако зацртале да студираат во Австрија, да им помогнеме не само во совладување на германскиот јазик до одредено ниво, туку и да го изнајдеме универзитетот, кои услови се потребни и да им воспоставиме контакт со самиот универзитет. Како го применуваат стекнатото знаење за оние што го изучуваат германскиот јазик? На кој начин? Па видете, знаењето без некаква диплома и без тоа да се докаже дека се познава јазикот не може да се постигне целта. Затоа можеме слободно да се пофалиме дека во нашиот град постои единствен лиценциран центар кој го австрискиот јазичен испит или на германски Österreichische Sprachdiplom. Тој испит се спроведува не само за граѓаните на Битола, туку за сите граѓани на Република Македонија, па и пошироко. И нашето искуство кажува дека сите оние кои што го изучувале германскиот јазик во Центарот за германски јазик или во други центри, или на училиште, на факултет, а се пријавиле да го полагаат австрискиот јазичен испит, во зависност од тоа колку го совладале, бидејќи знаеме дека според Европската референтна рамка имаме 6 нивоа од А1 до С1, односно С2, па може да се пријават, да го полагаат и стекнувајќи се со една таква диплома, можат да си остварат целта, да се запишат на факултет, на постдипломски студии, на докторски студии, да се усовршуваат доколку се дипломирани или да се вработат, бидејќи одредени дипломирани имаат желба и да работат во Република Австрија, но и во Република Германија, во Сојузна Република Германија или во Швајцарија. Бидејќи велиме, австриската јазична диплома е меѓународно призната диплома и таа може да се приложи како доказ за познавањето на германскиот јазик на германските универзитети и на швајцарските, но секако и на австриските универзитети.
Како што и напоменав претходно, веќе 2 години постои конзулатот на Република Австрија во Битола, па кажете ми кои активности досега ги имате спроведено? Па австрискиот конзулат има досега организирано бројни активности, пред се примено разни домашни и австриски делегации. Проектите кои што ги планираме да ги реализираме во иднина треба само да придонесат за зацврстување и продолжување на соработката и пријателството помеѓу Република Австрија и Република Македонија. И на крај на нашето денешно интервју, кажете ми која е вашата порака што сакате да им ја пренесете на нашите гледачи? Изучувајте го германскиот јазик, бидејќи германскиот јазик може да ви отвори уште една врата во вашиот живот. Германскиот јазик ќе ви помогне, без разлика во која професија се наоѓате, да сознаете што нивните научни достигнувања кажале, биле запишани, без разлика во кое време, и доколку го владеете германскиот јазик, тоа можете и да го прочитате, бидејќи ќе се согласите. Гете да се чита во превод и Гете да се чита во оригинал не е исто. Франц Кафка да се чита на македонски и Франц Кафка да се чита на германски не е исто. Затоа, мојата порака гласи, изучувајте го германскиот јазик, бидејќи тој може да ви помогне во вашиот живот. Ви благодарам за денешното гостување.